Двегодишната Мила Сибиновска неслучајно го носи ова име кое вистински и прилега. Сепак кога ќе го погледнете ова мало девојченце, не може да се избегне погледот да не сопре на големата бемка на лицето, која освен што представува естетски проблем, е потенцијална опасност за рак. Операција мора итно да се прави, за да се отстрани бемката, но нејзините родители стравуваат дека ако тоа не се случи за брзо време, животот на Мила ќе биде загрозен. Да кажеш само да е естетска, од естетска природа, па сега може не сме во можност, па ќе речеш ќе почекаме, може ќе бидат подобри времења, па ќе направиме него работата е во тоа што до 3 годишна возраст мора да се оперира, постои голем ризик за рак, затоа што е голема површина и тоа е, мислам, морално сега да се одише поскоро и да се среди. Возраста во која се наоѓа Мила е идеална за отстранување на бемката. Клиника во Чикаго се согласила да ги изведе неколкуте сложени операции, но тие чинат многу. Фондот за здравство ќе плати 80% од сумата, па Сибиновски треба да доплатат уште $16,000. Но ова не е единствената давачка за нив, бидејќи процесот ќе трае неколку години, а државата не ги покрива ниту патните трошоци, ниту престојот во САД. Не се овдека проблем само тие 20 што треба ние да ги платиме за операциите, следат нели повеќе одења во Америка или евентуално останување помеѓу една до друга етапа од ставање на тие експандери на незиното главче и додатно тоа повлекува многу трошкови, многу финанси. Во моментов она е уште мала, или нема сознание за тоа дека она веќе има некој проблем, естетски и здравствен, но со тек на време секако дека ќе почне да разбира и така да. Значи не може да функционира нормално во средината во која живее, во околината, ќе мора да пристапиме кон отстранување на овој проблем, на оваа пигментација. Поради ова Сибиновски молат за помош. Веќе објавиле телефонски броеви за донации и се надеваат на хуманоста на луѓето. Мила пак засега безгрижно ги живее детските денови, подпевнувајќи ги првите научени строфи од омилените песни. Со една од нив ни испрати и нас.